Вистина ми е неизмерно задоволство да ви се обратам, зашто времето бара да размениме мисли, зашто времето е едно од најголемите невремиња во Македонија. Предпоставувам дека и во Неготино се чувствувате како што се чувствуваме сите ние ширум Македонија. Не сакам да рецитирам, меѓутоа, не можам да не кажам нешто. После заборавот или после избегнувањето да се интонира химната на Република Македонија, мислам дека нема човек во оваа земја кој се чувствува добро. Се разбира, не верувам дека тоа е случајно, ниту дека причината е во доцнењето на авионот. Не, во доцнењето или во непостоењето на патриотизмот лежи причината. А патриот мора по дефиниција да биде некој кој извира од вас или кој води сметка за вас, за нас. Не, тие луѓе како да се срамат од химната. Не, тие се плашат всушност да ја испеат химната. Зошто? Зошто во нашата химна е нашата историја, нашиот идентитет, нашето минато, ама и нашата иднина. Се лажат ако мислат дека со заборавот да ја интонираат химната, која е основниот символ на Република Македонија, дека ќе го удоброволат гостинот од Грција. Не, никој не ги почитува оние кои не се почитуваат себе си. Никој не ги почитува оние кои забораваат да бидат патриоти. Чувен е грчкиот патриотизам, ама гледкава овде зборува и за македонски патриотизам. Додека сте вие овде и додека ние сме живи, химната ќе биде со нас. Се разбира, може би тие нема да ја интонираат, ама идната председателка на Република Македонија нема да застане пред ниту еден странец ако прво не ја чуе химната на Република Македонија. Срамота е да заборавиме дека химните не случајно се создавале. Тие секогаш оделе рака под рака со државата Македонија. Никој не се запрашал, никој не споменал, никој не помислил насном дека некоја друга песма може да биде нашата химна. Никој. Тоа е песната на нашите партизани. Тоа е песмата на оние кои умирале за Македонија. И замислете сега, ние доживеавме оној кој што треба да се колне во химната зашто таа е за Македонија, да ја заборави. Мислам дека дури веројатно создал недоверба. Сигурно се чуди дури и господинот Ципрас каков ли е овој премиер кој се му исполнува што ќе побара. Па дури да не ја интонира химната за да не го навреди. Се фалат со европеизација. Не критикуваат дека сме анахронизам, дека живееме во минатото, дека не гледаме кон Европа, дека не сме способни да градиме пријателства, дека ги отвориле портите на Европа, а ние им ги затвораме. Не, тоа не е точно. Во Европа не се оди без владење на правото. Во Европа не се оди потонати во криминал и корупција. Во Европа не се оди со на сицилијански начин формираните фамилии при вработувањето. Не, европски живеат само тие. Тие живеат во Брисел, а народот што го гледам овде, крај не може со крај да врзе. И се разбира, меѓу вас најмладите, над речиси 58%, слушам деновиве уште повеќе пораснал процентот, размислуваат кога, каде и како да заминат.
Одва и ги чекаат европјаните, зашто тие се исто толку образовани, умни и креативни како нив, ама овде никој не се бори за нив. На првото прашање, зошто си заминувате од Македонија, тие велат, нема живот во оваа земја, а овие на власт дојдоа со паролата за живот. Нам животот ни е загрозен, не само заради високите концентрации на загаденост, туку и заради валканата политика со која што се фалат. Ако мандатот, половина од мандатот и помина на 26 министри, замислете, само во предлагањето, одобрувањето, прифаќањето на решенија што не сме ги сонувале дека ќе ни се случат. После толку години, после 75 години самостојна и независна Македонија, сигурна сум дека остатокот од времето доколку останата, не мислам дека ќе останат, ќе им помине во исполнувањето на ветеното. А што е тоа? Секој ден гледаме. Дел по дел од нашиот идентитет се обидуваат да ни го земат. Всушност, и еден мој колега во момент на искреност во Солун напиша: ние грците успеавме во поновата историја да сториме нешто што никој не успеал, да го редизајнираме идентитетот на соседот, но и на нивните предци и на нивните идни генерации, да ја смениме нивната историја, нивната култура. Тоа е искреност од грчка страна, но нашиот премиер и оние околу него велат дека сме го зајакнале идентитетот. Ако продолжат вака, ќе ни се случи да шетаат по Македонија со контроли и да гледаат дали сме ги симнале, дали сме ги тргнале спомениците, кои на секој чекор ги гледаме, артефактите од античкото минато. Прашањето е, зарем може да заборавите дека она по што газите, она во што уживате, она што го гледате, дека е ваше? Не. Ние, професорите по право, велиме, според правото, меѓународно, според нормите на УНЕСКО, се што е на ваша територија е ваше. Се што е на наша територија е наше. Ние не само што сме должни да го чуваме тоа, туку и УНЕСКО ни вели дека треба да се грижиме за културното богатство и наследство. Како може кога газите по Хераклеја или по античкиот театар или по Стоби да не верувате дека тоа е дел од вашата историја? Честопати велам, никој, никогаш, кога настанувале нациите и државите во 19 век, не се закител, не го одбрал името Македонија и македонци. Знаел дека е зафатено, зашто ние сме потомците на тие луѓе. Намерно се користам со зборовите на моите колеги грци. Еден од нив чувер, професор американски, вели: ние грците себе се перцепираме како најстара нација на светот, но всушност сме млади. Млади, колку и сите други нации, настанавме во 19 век со ослободувањето од Отоманската империја. Ако ним ова име им било толку важно, ќе се наречеле грци. Истото важи за сите наши соседи. Значи ние, и кога сме немале држава, сме биле македонци, односно се создавала македонската нација како процес. Тој процес бил крунисан кога сонот станал реалност на Асном во далечната 1944 година. Ништо не сме украле од некого, од никого, ништо не сме позајмиле од никого.
Тоа е нешто што е неразделно од нашиот идентитет и ние имаме право неприкосновено и должност кон нашите предци и кон нашите идни генерации да го сочуваме името идентитетот и да им го предадеме. Тоа не е неевропски чин. Модерна Европа е Европа на нации. Обединетите нации се друштво на нации. Сите нации имаат право на самоопределување. Имаме и ние. Нема самоопределување без име, без наме, без химна, без устав. Тоа сме го имале и тоа ќе си го повратиме на правен начин. Не, ова не е национализам, иако може би звучи така. Не, тоа не е национализам. Национализам е да му го негирате на соседот правото на самоопределување, да го прекрстувате соседот, а анационализам е или непостоење на национална свест да се согласувате со тие барања. Тоа го прави сегашната власт. Заборавија дека до неодамна, до минатата година, до пред неколку години, до далечната 90-та година, го говореа истото што го говоревме и ние. Не знам кога беа вистинските. Сигурна сум дека се во конфузија, бидејќи го прават и го говорат она во што не веруваат. И за нив мислам дека е исто толку болно газењето на достоинството како и за нас, само што тоа не го признаваат. А сигурна сум дека кај сите други народи, кај сите други нации, кај сите други соседи, тоа може би се вели дека е во интерес на европизацијата, меѓутоа всушност имаат или наидуваат на презир. Ние тоа нема да го дозволиме. Ние ќе укажеме дека сме рамноправни со сите други и дека во Европа не се оди само со потпишување на веќе напишани договори и преговори надвор од мандатот, туку се оди со европски реформи. Ние знаеме што ќе сториме, се разбира. Европа и европските стандарди ќе ги препознаете преку нашите реформи. Ние знаеме дека без владење на правото нема стабилност, нема демократска консолидација, туку остануваме закопани, заглавени во бескрајната транзиција која тие се уште ја живеат. Јас знам дека не само без владење на правото, туку и без жестока борба со расцветаниот криминал и корупција кои не поплавија на сите страни, не може да се оди во Европа. Со нивната администрација, нестручна и некомпетентна, непотистичка, партиска и политичка, не може да се градат реформи ниту европски стандарди. Не. Таа и таква администрација шири клиентелизам, корупција и криминал. Затоа сме овде кај што сме. Слушаме деновиве дека повторно ќе се соочиме со некоја чудна езоповска формулација, бидејќи доаѓа моментот кога ќе бараме одговор на прашањето па нели работата е завршена, Преспанскиот договор е потпишан, почна спроведувањето, ајде сега да ги почнеме преговорите за ЕУ. Не верувам дека ќе ги почнеме преговорите, не само затоа што ЕУ си ги решава собствените проблеми, самата се редизајнира, туку затоа што никаде ги нема копенхагеншките критериуми. Нема просперитетна економија, реков. Нема почитување на правото, нема правдина, нема етика. Не, тоа не се европски карактеристики. Повторно, значи ќе добиеме некоја условна покана, која што ќе треба да ги охрабри нив да ги доизвршат превземените обврски. Но во меѓувреме, набрзо доаѓаат председателските избори,
Ние знаеме дека на нив мора да се излезе, како што не требаше да се излезе на референдумот. И не само да се излезе, туку да се порази председателскиот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз. Всушност, срамота е кариера да градите на кокетирање со македонскиот народ сиве овие години. Да тврдите дека невозможно е без консензус да се постигне договор со Грција, а сега да тврдите дека консензусот е рамномерен, симетричен, дека тој ни овозможувал чекорење кон Европската Унија. Не, почитувани присутни, јас мислам дека луѓе кои секој ден ги менуваат ставовите, луѓе кои самите не знаат кои се, луѓе кои не помнат што зборувале, не можат да бидат добри државници, ниту добри председатели. Само оние кои знаат што кажале, само оние кои се држат до светиот збор, само тие кои го почитуваат зборот, само тие кои што не само што мислат на Господа, туку мислат и на клетвата на народот, ќе ги исполнат сите ветувања. За жал, тие ги заборавија. Ние ќе ги подсетиме како, исполнувајќи ги ветувањата кон вас. Го имате мојот збор и држете ме до зборот. Ако скршнам од него, јас сама ќе си заминам. Изборите се важни, не за јас да станам председателка на оваа држава. Мојот живот е успешен. Во струката сум реализирана. Меѓутоа, многу пати велам, ние мора да имаме одговор за прашањата на оние кои најмногу ги сакаме и ќе ги сакаме. Кога ќе не прашаат како што ние прашувавме, зошто сте молчеле за Ченто? Зошто сте молчеле за Шатев? Зошто сте молчеле за Брашнаров? Зошто не знаевме кој е Владимир Полежиновски, секретарот на АСНОМ, доктор на правни науки на Сорбона, творец на Декларацијата за слободите и правата на АСНОМ, на која и се восхитуваат сите западни теоретичари. Тоа нема да го дозволиме. Ние отворено ќе кажеме дека ја превземаме одговорноста, макар и да не се согласуваат со нас и да не уверуваат дека има нешто поважно од името, од идентитетот, од татковината. Нема. Честопати за да им покажам дека грешат и дека ние сме во право, дека сме на патот на правдата, цитирам славни личности. Секогаш сум се восхитувала на еден чувен драматург ирски Бернард Шо. Можете ли да замислите, во 19-тиот век тој вели дека јас сум либерал, кој што се бори за Ирска, за Финска и за Македонија. На прашањето зошто? Затоа што на овие народи им беше најтежок патот во добивањето на признание и собствена држава. Тој човек вели дека се може да смените во животот, ама само татковина не може да смените. Татковина без химна и идентитет нема. Го имате мојот човечки и женски збор, моето ветување, нашата женска интуиција, дека победата на председателските избори значи отворање демократски порти за нова парламентарна коалиција создадена врз основа на предвремени парламентарни избори. Немојте да ги бойкотирате изборите. Ќе останеме надвор. Однадвор не се решаваат проблемите, но внатре двете глави, председателската и онаа премиерската и онаа на новата влада,
ќе се справат со она што го наследивме, она што се срамиме, на правен начин, не со сила. Ние ќе бараме луѓе кои ќе ги разберат нашите аргументи за кршење на задолжителното меѓународно право и Уставот на Република Македонија. Ние ќе имаме аргументи, еден одговорен Уставен суд поинаку да постапува. Ние ќе имаме аргументи, меѓународната заедница не само да биде практична и прагматична, туку да не чувствува како рамноправни за аргументите и да се подразмисли дали навистина она што му се случува на еден народ, на една нација и на држава во 21. век е во ред. Не е. Во тоа сум сигурна. И сигурна сум дека заедно ќе можеме сето она што не боли да го направиме, да го претвориме во предност на патот преку реформи да стигнеме до Европската Унија. НАТО е, предпоставувам, на прагот. Основната причина е геостратешка. Се разбира дека за нив склучувањето на договорот беше предпоставка. Но моето прашање е, ако и НАТО се заснова на истите критериуми и се повикува на кои и ЕУ, и ако НАТО беше исто така стратешки интерес на сите претходни влади, па и на партијата што застана зад мене, тогаш дали е ова влегување или приближување за некој месец до НАТО само нивен успех? Дали е тоа врзано само за подпишувањето на договорот? Што со оние критериуми што ние не ги исполнуваме? Може би сте ме чуле. Честопати велам дека во овие 30 на години главно бевме соочени со една игра што ние ја нарекуваме морков и стап. Кога ќе сторите нешто што е практично и прагматично, ама ве боли, бивате наградувани со еден чекор напред. Но морковите како да се изедоа, а стаповите како да се искршија, бидејќи ние веќе одсврснавме. Ние може би сме за момент паднати на колена од една битка, но секогаш се креваме и мислам дека овој пат ќе се исправиме, за да можеме да ги исправиме сите неправди што ни ги направија. Почитувани граѓани, само 2-3 реченици за она што јас ќе го направам како идна председателка на свој начин. Јас имам почит кон предходните председатели. Помнам нешта кои тие ги сториле. Доброто ќе го продолжам, но мислам дека предизвикот на времето бара промени. Промените доаѓаат и со тоа што јас сум жена и слушам во еден спот ми велат дека машки глас велел како жените не лажат. Мислам дека има и жени што лажат, и мажи што лажат, но ако овие 30 години во Република Македонија главно на власт беа мажите, мислам дека мажите исто така би сакале да видат еден поинаков начин на практикување на власта. Ние жените најчесто дома ги водиме сите министерства, од она за социјална политика и труд, преку здравство до образование. Ја учиме школата на управувањето, на менаџирањето. Кога сте способни да донесете живот на светот, се разбира секогаш со умен, достоинствен, влюбен, почитуван маж, тогаш умеете да го почитувате животот. Тие кои дојдоа на крилјата на измислицата дека носат живот, не можат да го разберат ова. Но ние сакаме да си ги задржиме децата дома, да не бегаат по светот, а веќе реков дека тие не бегаат само по повеќе пари.
туку бегаат заради правна неизвестност, затоа што погрешни луѓе се на вистински места. Ако председателот се обкружи со прави луѓе, луѓе со ум, со знаење, со посветеност, со чест, тогаш и тие ќе останат овде, зашто најдобрите ќе бидат на најдобрите места. Ако јас ги убедувам студентите дека вреди да се знае, дека знаењето е сила, дека знаењето е најдобрата инвестиција, тоа ќе го практикувам и како председателка. Ке видите, од судиите во Уставниот суд, 2, до 3 во Советот за безбедност, до гувернерот, иако имаме извонредна гувернерка, до признанијата и одликувањата, до амбасадорите низ светот, нашата слика, сите ќе бидат регрутирани врз основа на стручност и компетентност, за да ја бранат патриотски Македонија, за да им веруваат затоа што знаат, а не затоа што лажат. Јас дури мислам дека нивните представници надвор во погрешна слика не представуваат, зашто нивната слика е сликата на оние кои што ги именуваат, а таа слика не е македонска слика, таа слика не е убава слика. Ние ќе ставиме крај на тоа. Благодарам. Ме подсетивте. Мора да создадеме држава. Мора да создадеме држава заснована на стандарди. Па дури и ако дојде до промена на власта, државата да функционира, а ние да речеме, ние ги поставивме темелите на независното судство. Ние ги поставивме темелите на собрание кое на вистина дебатира, кое ја слуша опозицијата, кое не вежба брзи прсти при донесувањето на законите, кое се држи до процедурата, бидејќи таа е гаранција за демократија, кои предпратеници кои мислат на граѓанските интереси, а не на собствените интереси. Јас како председателка низ обраќањата ќе ги подсетувам на сите категории на граѓани, на најранливите, на најспособните, за да може народот да изврши демократски притисок. Секогаш ќе го почитувам уставот и законите, ветото ќе го употребувам за да манифестирам авторитет и посветеност кон вас, а не сила. Таа држава ќе биде по ваша мерка, зашто јас ќе бидам модератор на граѓанските интереси, а не на партиските и на политичките. Мило ми е што истото ова постојано го повторува председателот на ВМРО ДПМНЕ, Кристијан Мицковски. Мислам дека доаѓа времето на вистински реформи. Реформи кои ќе ја одведат и ќе ја доведат Европа во Република Македонија. Благодарам.